Начнавме дел од светските случувања во вестите. Во продолжение подетално анализираме со помош на колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Ајде да одиме со српските случувања. 7 дена, една недела по изборите во Србија повторно продолжуваат протестите кои што се позажестено и зажестено изгледаат. Барем вака низ медиумите. Сега не сме таму. Дефинитивно е тензија огромна, особено што кога имате обид за насилно влегување во некаква институција, во случајот парламентот на Србија, тензиите се големи. Тензиите подолго време беа во српското општество, се очекуваше или барем лажно очекувања или нереални очекувања на опозицијата дека нешто може да направи на овие избори, покрај тоа што рейтингот на актуелната власт, актуелната владеачка партија СНС и на актуелниот претседател Александар Вучиќ е неспорна, сепак дојде до некакви, би рекол, дилеми за тоа околу Белград, кој ќе го освои Белград. Мораме да им кажеме на граѓаните кај нас дека Белград во Србија доколку го освоите, тогаш вие сте и на некој начин во нова власт во најава, така и во Франција, тој што е градоначалник на Париз ќе биде и председател, веројатно и Белград е во тој стил. Но јас би коментирал нешто друго. Обид на опозицијата да влезе во парламентот ноќеска, 30 уапсени, Вучиќ најави дека ќе има уште апсења, има многу повредени полицајци, но она што е можеби најопасно е што за денеска се најавуваат нови протести, особено во 11 часот студентите ќе излезат на протести, а обично кога студентите излегуваат на протести, тоа покажува нешто за општеството, особено што Белград има една традиција на студентски протести, бидејќи подолго време е главен град од кралство, преку поранешна СФРЈ до СЦГ, до СРЈ и сите оние држави кои ги поминаа во поновата историја. Така да во Белград има едно, во Србија има едно, би рекол, голема тензија. Власта и самиот Александар Вучиќ изјавија дека за ова стои вмешаност на една странска тајна служба на соседна држава на Србија, но исто така го посочи и Скопје, морам да признам, утринава го слушав, дека тука има во Скопје нешто од каде што се организира на некој начин овие протести, а за странската држава која е вмешана во сето ова се алудира, колку што успеав да разберам, и очекував Хрватска. Не ми е јасен уште ставот и состанокот кој го најави Вучиќ со тамошниот руски амбасадор Босан Харченко. Не знам што се деталите зошто со рускиот амбасадор се среќава. Можеме да шпекулираме од тоа да бара поддршка до тоа да им упати протестна нота, бидејќи познато тоа руско влијание на Балканот, познато тоа руско влијание во Србија, па сега можеме да го толкуваме и како позитивно и како негативно за нивното општество. Но едно е сигурно, тој денеска се среќа со Боцан Харченко, ќе има воредна седница на безбедносните структури во 15 часот, координаторот на тие безбедносно разузнавачки служби, лидерот на српските социјалисти Ивица Дачич најави. Не знам зошто токму во 15 часот ми се чини дека тоа премногу доцна, бидејќи до тогаш ќе се случат уште можеби некакви протести. Се на се Србија пулсира во едно постизборна тензија, каде што нормално тие што загуби имаат право да се лутат, но ова лутање на католички Божик во пресред на Нова година ми делува, ми има некакви примеси на нешто што веќе гледавме на овие простори пред некоја година, се нарекуваше шарена револуција. Вакво нешто се случи во Вашингтон, но во друга режија кога но разликата што овие во Србија не успеа да влезат за протест. Па добро, не успеа да влезат, што не значи дека можеби нема да успеат денес да влезат. Сега ние не знаеме, бидејќи подолго време се зборува во Србија дека и се предупредуваше дека има одредени поместувања безбедносни, дека може да дојде до овакво нешто. Јас лично, иако ги следам работите, не очекував дека тоа ќе се случи синоќа, бидејќи бадник, католички и сите тие работи веројатно и да не сте нели дел од таа конфесија, сепак тоа се некои верски празници кои би требало да се почитуваат. Тоа е моето лично мислење, зошто овие улетаа вака и зошто баш синоќа, дали тоа беше планирано, намерно или можеби спонтано, тоа ќе оставиме да видиме.
може би никогаш нема да дознаеме. Ќе видиме денес како ќе се движат работите. Едно е сигурно, Вучич најави дека ќе ги испоапси сите оние што го и правеа нередите и веќе има такви апсења, пак ќе кажам, околу 30 на се веќе уапсени, се трага за уште некои луѓе, се бара поврзаноста на организаторите, бидејќи опозицијата и опозиционите лидери кои заговараа на некој начин ова се обвинети дека заговараат за нив, нема докази и не се уапсени. Но уапсени се овие луѓе на теренот кои можевме ги видиме вчера кршеа, мава и влегува, што секако е некакво насилство и кривично дело. Ќе видиме српската држава како ќе се справи со ова. Повторно ќе кажам, ние сме сведоци задниве 40 на години, барем ние со мое годиште во Белград од 9 март 1991 кога тогашниот лидер на опозиција на српската партија за обнова Вук Драшковиќ направи огромни протести во Белград, тогаш беше уште СФРЈ. Подоцна имавме протести против Милошевиќ на студенти 95-96, кај што можев да ги видам и лично, бев таму неколку пати на терен да видам како тоа изгледа. Па 5 октомври кога го срушија Милошевиќ, кога дојде Сдружената опозиција. Еве сега овие протести, Белград има некоја традиција на протести, Белград има една традиција на улица која може да ги помести политичките случувања, некогаш успева да го урне власта, некогаш не. Јас лично мислам дека нема сила толку да и го урнат Вучич, но имаат сила да направат дестабилизација на мирот. Повторно ќе кажам, католички Божик, доаѓаат други верски празници православни, доаѓа Нова година, така да ми е малце се ова чудно зашто баш сега се случува. А има ли некакви можеби предвидувања, прогнози зад кулисите помеѓу аналитичарите, до кога би траеле овие протести? Па, јас има различни толкувања. Сега власта, нормално и тие што го поддржуваат Вучич, сака да кажат дека еве ни спрем подготвуваат сценарио за насилно уривање Белград да биде Мајдан. Мајдан е оној плоштад во Киевот кај што све почна за ова денеска да го гледаме како војна секојдневно. Јас мислам дека не, но мислам дека можеби ќе мора да се повторат некои избори за Белград, особено што партијата на доктор Несторовиќ, од која можеби зависи на кого ќе му даде поддршка за да има власт во Белград. Самиот Несторовиќ најави за денеска во партијата дека ќе ги разгледуваат актуелните случувања и тој рече вака: колку и да сум против Вучич и неговата гарнитура, сепак не го оправдувам насилството, што мене ми укажува дека можеби Несторовиќ ќе му даде поддршка на Вучич да ја направи новата власт. Доколку ја направат таа власт со неговите гласови, тогаш ќе видиме како ќе реагираат опозицијата и овие луѓе кои се на улиција, за кои опозицијата вели ние ги поддржуваме, но не ги организиравме. Ќе видиме што ќе направат истражните органи, како ќе се справи полицијата таму. Таа полиција има искуство со овие работи, како и секоја друга полиција на крајот на денот. Ниеден поединец не може да ја победи државата, но сега ќе видиме и кои се влијанијата од надвор. Затоа велам, денеска ми е малце чудно зошто токму со рускиот амбасадор и дали во текот на денот ќе има можеби средби и со амбасадорите на САД, Европската унија и сето она што се случува. Едно е сигурно, ова после Банјска, она што се случи на Косово, од нигде никаде, ова ми е според мене второ изненадување. Тајмингот е ставен баш и тоа е многу чудно зашто баш сега, кога луѓето наместо дели да се сега опуштени, да празнуваат, да се одморат на крајот на денот, политикава не смори сите овие години секојдневно, ајде ние новинарите можеби мораме, тоа не е работа на обичните луѓе да се дестабилизираат. Од друга страна, слушаме и знаеме, секој од нас има по некој во Србија дека колку толку е подигнат стандардот, зашто би биле незадоволни. Дали ова организација, како што вели Вучич и српската полиција од странска разузнавачка служба од регионот, алудирајќи на Хрватска, или е нешто поголемо, ќе видиме. Ќе видиме дополнително. Тажна слика ни пристигнува од Видлем, кога се работи за големиот празник Божик за католиците. Невидена фотографија која што зборува многу. Впрочем, ова прашање ми се надоврзува и со прашањето за последните случувања во појасот Газа, 70
нови жртви ни донесе оваа војна? Да, тоа не би ги поврзувал така, но кога велиш за Витлем, откажани се нели сите церемонии на верници, на туристи кои секоја година одат во Витлем во куќата на Христовото раѓање, логично поради безбедносни причини. Од друга страна Израел продолжува со својата копнена операција, офанзива, гинат луѓе. Израел, она што според мене е уште поголема веста, што почна секојдневно да војува со Хезболах на другата страна на границата од Либан, како да го проширува фронтот. Меѓутоа, еве, мораме да кажеме нешто добро, дека еве Египет се обидува некаков мировен договор да направи за стопирање на овие судири, барем да дојде до некој примирие, а израелците и Бенјамин Нетањаху кои велат не ни треба примирие дека него уништиме Хамас, сепак барем според пишувањата на Wall Street Journal велат дека ќе го разгледаат мировниот предлог, ги нема уште точките во јавноста, веројатно прво ќе треба да се согласат израелците, па потоа да биде, но мировниот предлог од прилика било стопирање на сите насилства, сите разорнување, хуманитарна помош, па потоа да видиме што понатаму. Повторно ќе кажам, единствен мир таму што може да дојде доколку дојде до формирање на палестинска држава. Сега израелците дали ќе се согласат и во кои граници ќе се согласат, тоа ќе видиме во наредниот период. Се на се светот на оваа 2023 година и регионот и светот наместо да ги смирува тензиите, полека да влегуваме во едни мирни, би рекол, денови, како што било тоа изминатите години. Јас се сеќавам дека секогаш во овие денови било мирно, па и тие што правеле нешто сакале да се одморат за да соберат сила за следната година. Ова во Белград, ова во Израел, да не во појасот Газа и Израел конечно, па и во Украина. Војната продолжува и воопшто би рекол како да нема никакви поместувања во ситуацијата. Само нели разорнување, пукање, само полошо и полошо. Полошо. Ќе потсетам дека и лани ми падна чудно во тогашните околности беше само украинско-руската војна на православниот Божик исто така продолжија офанзивата на украинската армија, која патем Украина вчера за прв пат во поновата историја го празнуваше вчера Бадник денеска Божик по нели јулијанскиот календар и по григоријанскиот. Ние одиме на 7, они ако се православци вчера го прифатија, како и грците, како и останатите православни народи, еден дел од православните народи. Така да ми се чини, еве вчера имаа Бадник денес Божик, ама и натаму еве Украина имаш. Нема смалено темпо на... Нема некој ферплей, нема некои меѓународни прифатени женевски конвенции, туку се бори по секоја цена да се дојде целта да ја оствари средства, целта ја оправдува средствата да ги оправда, така да очигледно ќе немаме ни ние одмор овие денови, бидејќи ќе мора да известуваме. И покрај тоа што Володимир Зеленски, председателот, неудобно кажа дека на војниците им треба одмор и дека сака да ги повлече, не да ангажира нови, имаше неудобна таква изјава. Ништо од тоа. Па состојбата таму на теренот нема да има, не може да се одморат, може да ги одмарат трупите, ама треба да ги обновува со други. Он има проблем, тој најавува дека ќе има некоја голема мобилизација, меѓутоа украинците, првен ќе потсетам од 43 милиони, мислам дека од 18 милиони или 20 останаа во Украина, луѓето си замина, избега, се тргна и така е тоа. Не знам како ќе ја направи мобилизацијата, особено што мобилизација по дефиниција не популарна работа. Мене за Украина, ако зборуваме на таа тема, гледам многу малку во нашата јавност, многу постручни од мене не го коментираа тоа. Беше логично дента кога ќе ти ја нападна државата да направиш целосна мобилизација. Тој не ја направи мобилизацијата, туку со постоечките трупи војуваше, со платеници војуваше, со некакви странски платеници. Сега веќе доцна. Сега веќе како и да свртиш, колку и да сум лаик, знам дека е доцна, бидејќи каква мобилизација, на кого мобилизација, луѓето никој не сака веќе да војува. Така да го изгубија она златна шанса, што би рекле спортски, зицерот од почетокот на офанзивата, тогаш да се мобилизираат. Видовме како се мобилизираше Израел. Израел за еден ден, откако Хамас го изврши нападот, успеа да мобилизира 300.000 војници. Нешто што ниту Русија, ниту Украина успеа. А они влегува во отворена војна, а Израел влегува во војна со терористичка организација. Така да има разлика.
Има голема разлика, останува сите детали во продолжение да ги читаме на Слободен печат. Благодарам што Отринава беше заедно со нас. Благодарам и на тебе. Во продолжение, почитувани, продолжуваме со нашата програма. Подсетувам за оние кои што подоцна се вклучуваат. Прв гостин во денешното издание на емисијата Слободен печат е премиерот Димитар Ковачевски. Со него ќе разговара мојот колега Љубиша Николовски. Останете тука.